Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Ви благодарам што и оваа попладне сте на оваа фреквенција, да не проследите со внимание. Ви посакувам добри дојде токму од новоотворената кафе книжарница Збор овде во центарот на Скопје. Во серијата интервјуа, првото интервју, моја чест и задоволство е да го имам со мојата професорка по македонски јазик и наша позната и не толку позната, можеби се уште поетеса и писателка, меѓутоа професорка и како позната. Професорката Сонја Карабева, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да поразговараме еве вака малку во друга улога јас и секако нормално и вие. И јас ви благодарам за поканата да гостувам во вашата телевизија. Така, многу ми е драго, честа е многу поголема што спроти мене имам човек кој што несомнено бил дел од мојот образовен пат, од целиот тој пат кој што сум го одела по овие манифестации, по овие литературни читања и честа е уште поголема. Професор, ќе ви честитам најпрво за Меѓукопнежот и сонот, ваше првенче. Да, благодарам, да. Што се надевам дека нема да застанете овде. Промоцијата се одржа од неодамна во чино-ликовниот салон во Велес. Хајде да споделиме впечатоци за Меѓукопнежот и сонот, како помина промоцијата, кого се можевме таму да видиме. Моите лични впечатоци, колку и да речем дека сум пристрасна, се исклучително позитивни, затоа што навистина салата беше полна и јас сум многу благодарна на сите оние мои пријатели, познаници, колешки, некогашни, сегашни, пријатели, нормално луѓето од друштвото, оние кои што стоеја, многу луѓе кои што стоеја зад мене од клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес, мои лични пријатели. Така што навистина сметам дека и според моето очекување, како очекував дека ќе протече промоцијата, но и според впечатоците на сите останати со кои потоа споделив заеднички, да речем, размислување или впечатоци, беше позитивна. Во еден наврат и самата ќе кажете дека за остварување на соништата никогаш не е доцна ова еден ваш остварен сон. Зошто Меѓукопнежот и сонот, зошто поезија и зошто токму сега преточена во книга? Вие пишувате од многу одамна. Пишувам буквално од детски години, точно, меѓутоа некогаш, за некои работи можеби треба да дојде вистинското време да се случат. Иако, например, во младоста имаше многу иницијативи, почнувајќи од иницијативите на Книжевна младина за издавање на збирка на млади неафирмирани автори, па и други конкурси, а мајте можеби во тој момент не била доволно созреана не желбата, туку можеби не било вистинското време кога јас сум се ангажирала да застанам зад некој комплетен ракопис зад мене. Значи ли тоа можеби дека повеќе бевте посветени на професорската дејност, на она што... И тоа меѓу другото, под исто семејните обврски, како мајка, како професионалец, во тоа време навистина имавме многу големи професионални ангажмани, големи класови, голем број на ученици, навистина споредено, да речеме, например, со денешниот број на ученици во класовите, многу помал обем на работа, да речеме, за разлика од тогаш. Така што сите тие обврски ми одземале дел од времето и едноставно немало можеби толку време за самиот себе. Сега, кога помина извесен временски период, кога децата секој веќе си чекори по својот пат, осамостојани, едноставно како да дојде времето за себе. Ете така. Така, убаво кажавте дека се случува тогаш кога треба да се случи. Нема да ве прашам од кога, кажавте од самите детски денови, меѓутоа зошто токму преку поезија му се обраќате на читателот? Пишувате ли и проза? Тоа ќе биде моето прашање. Имам неколку обиди за кратки раскази. Во младоста имав и објавено во тогашен Млад борец, кој што, да речем, во наше време беше култ на некој начин
како би се изразила, култен весник. Ајде, да, па да, култен весник на младите. Може би, следното ќе биде и проза, размислувам на тој план, но во секој случај може би тоа ќе биде нешто кое што ќе биде на границата помеѓу прозата и поезијата, може би лирска поезија, може би кратки скици, кои што се доловени моменти. Хаику проза може би. Ето така, некако така ми дојде. Ќе го очекуваме следниот ракопис. Ајде малку повеќе да дадеме осврт на меѓукопнежот и соното, стихозбирка која што е поделена во циклуси. Да, 2 циклуси. Има неколку песни кои што се вон циклусите, затоа што не може да се вклопат во циклусите. Во ведната песна по многу години, која всушност е иницијалната песна за да почне целата приказна да се одвива понатаму. Да, тоа ќе ве прашав како започна приказната, дали наменски се пишува песните за стихозбирка или сето тоа би доаѓаше спонтано, си го имавте материјалот? Воопшто не беа наменски напишани. Песна по многу години е напишана на едни рацинови средби, детски рацинови средби, кога со група ученици престојувавме во куќата на Рацин и кога учениците има отворена творечка работилница и требаше да создаваат на лице место. И на средината на собата беа поставени листови хартија на кои учениците требаше да пишуваат нешто во мене. Ме поттикна да земам еден лист хартија, седнав и заедно со учениците ја напишав песна по многу години, која што подоцна нормално ја преработив, доби своја финална верзија и беше испратена на еден литературен конкурс во Тетово. И веднаш доби награда. После толку години, тоа беше некој сигнал, видлив сигнал, дека можам да продолжам онаму каде што веќе еднаш сум запрела, затоа што очигледно дека она што го имам и што го носам во мене само мирувало. Никогаш не се изгубило, туку едноставно било во мирување. Активна сте доста на сите тие средби литературни. Во последно време, да. Така, во последно време. Меѓутоа, активна сте и на социјалните мрежи. Колку таму допира вашиот пишан збор до читателите? Колку таму сакаат да ве читаат? Колку таму ве дозна? Па, доста ме дозна, затоа што, да, и на Facebook, релативно, но исто и на Twitter. Сега, иако ние по-старите не милуваме да велиме X, повеќе се уште го викаме Twitter, дури и таму се создаде едно јадро на, да речем, нели, на луѓе кои што едноставно побара, ајде, снимете повторно нова песна или објавете повторно нова песна. И тоа е навистина хубаво, тоа е мотив и поттикнува секако. Исто, колку и некој да рече дека тоа е некоја виртуелна нели територија, дека тие луѓе, да, не ги познаваме, најголем дел од нив и не ги познаваме, ама си ја препознаваме енергијата и си ја споделуваме. Си ги споделуваме убавите мигови и драго ми што и таму се препозна во вината. Конкретно содржински, што најмногу ве инспирира за поезијата? Доаѓа ли инспирацијата во посебни периоди од денот, можеби навечер или како се движи сето тоа кај вас? Моментално можем да добием инспирација. Буквално во кујна додека работам можам да добием инспирација. Не постои посебно време кога инспирацијата доаѓа. Инспирацијата може да биде секој момент од животот. Ви инспирира ли професорке секојдневието? Да, секојдневието. Покрај интимата нормално, меѓутоа многу пати знам да направам и паралела помеѓу она што сум јас и она што е светот околу мене, па да го обединам сето тоа заедно во песна. Во еден од циклусите велите во потрага по себе, насловен како во потрага по себе, се пронедели професорката Карагоева конечно себе си? Па мислам дека да, што би рекла мојата драга промоторка Виолета Танчева Злата уште на минатогодишните рацинови средби, ете те повторно долета во своето јато. Ете така се чувствувам како да сум била изгубена од своето јато и сега повторно ете си долетав онаму каде што ми е местото.
да не заборавиме меѓу копнежот и сонот дека е во издание на издавачката куќа Збор. Овде ќе ја поздравиме и нашата драга Емилија. Впрочем, овде сме и во незината новоотворена кафе книжарница Збор токму во Скопје. Многу се радувам за ова кафче кое што ќе спои навистина многу луѓе кои што ќе имаат што да кажат и од другата страна на камерата. Се одржа промоција во Велес. Каков е планот за следното патување на меѓу копнежот и сонот? Ќе ја видиме ли на промоција во другите градови од државата? Се надевам дека и планирам да има и други промоции. Беше во план за сега, со Емилија разговаравме и за на почетокот барем една заедничка промоција, но тоа не значи дека ќе заврши со заедничката промоција. Имам покана во Битола за промоција. Може би треба да се размислува и за Скопје. Сега почнува сезона на летни одмори и може би сега малку ќе стишат тие активности, но и не мора да значи ако договориме, ако има расположение, ако има можности. Јас би ве прашала, овде книгата излезе неудамна, меѓутоа каква е повратната реакција од страна на оние кои што веќе ја имаат во свој раце, од страна на оние кои што веќе ја прочитаа? Допира ли поезијата? Позитивна. Допира затоа што јас и токму во таа песна што ја напишав, песна по многу години, на некој начин токму тоа си го објаснувам. Мислев дека поезијата треба да биде кој знае колку компликувана, дека треба да биде оптоварена со безбројни метафори, со не знам колку стилски фигури како накид на неа, за да биде вредна. А потоа сватив дека всушност само треба да биде искрена. Само да се најде начин како да се одберат вистинските зборови, за да се пренесе личната емоција, за да може таа да стаса и до некој друг, и како што мене често ми се случува кога читам нечија поезија или кога читам воопшто нели литература која што друг е напишал, да речем еве јас овде се пронедов. И јас ја имам истата судбина, јас ја имам истата радост, јас ја имам истата болка, јас ја имам истата надеж. Токму утрово еве имаше постирано еден твит во кој што страшно се пронедов. Така што тоа е она што е вистинската порака. Всушност и на литературата, и на поезијата, и на литературата. Да се допре до некој што ќе ја прочита песната, расказот, романот и всушност на тој начин тој да успее да се пронајде и себе си и можеби токму во таа песна или токму во тој расказ на некој начин да си ја преслика и својата душа. Долги години сте професорка во гимназијата Коча Рацин во Велес гимназија, од кој што навистина излегле прекрасни луѓе. Колку гимназијата, колку градот живее во духот на Рацин, во духот на поезијата, во духот на пишаниот, на убавиот пишан збор, се уште? Сепак и се уште. Можеби нема во новите генерации, можеби нема толку многу ученици кои што пишуваат, например, ако споредам со првите години, затоа што 31 година веќе работам, заклучено оваа учебна година беше 31-та и можам да направам навистина на многу наназад години паралела. Нема, но сепак, важно е дека гимназијата сепак е јадрото. И на идните писатели, и на идните актери, и на идните ликовни уметници, сепак се уште меѓу учениците има такви таленти кои што преку збор, преку слика умеат уште да го пронајдат тоа рациновско во себе и навистина добиваме на конкурсите вредни творби кои што заслужуваат внимание и ни даваат надеж дека сепак и духот на Рацин и заветот на Рацин дека треба да сме рациновски град и дека треба да го продолжиме она што тој како еден свет аманет ни го остави, го продолжува. Токму така. Дел сте и од клубот на писатели Коста Солев Рацин. Како функционира денес клубот? Во Велес чинам се случуваат многу промоции, многу манифестации од овој тип, во кој што и самата сте активна и дел од нив.
Во последно време има многу тесна соработка помеѓу клубот на писатели и локалната библиотека. И навистина, да, стоиме како клуб на писатели, стоиме заедно со локалната библиотека за голем број на промоцијеве. Јас непосредно пред да дојдам во Скопје за снимање на оваа емисија, заминав од една промоција која што токму беше организирана токму на тој начин меѓу клубот на писатели и локалната библиотека. Често можеме да направиме спрега издавачка куќа збор, клуб на писатели, локална библиотека. Ако се работи за автор чишто ракопис е издаден од издавачката куќа збор, што значи веќе создаваме едно ново јадро и се надевам дека уште нешто ново треба да направиме и да го поттикнеме, а тоа е да го обновиме клубот со нови, помлади членови, затоа што во еден период имаше, да речем, поголем број на помлади членови, а сега некако тие млади членови како да ни недостигаат и ќе треба да, ајде да се изразам, со тој избор да регрутираме можеби нели повеќе млади кои што би продолжиле понатаму кога дел од повозрастните членови нели би се повлекле од одредени обврски. Соработувале клубот со останатите клубови за за на државно ниво? Секако. Постојано сме нели поканувани, гостуваме кај други клубови од нели во други градови во Македонија. Така што има една убава и една плодна соработка, која што се надевам дека ќе продолжи понатам. Јас овде сакала да ни прочитате дел од песните, па не било која, туку песна по многу години. Да почнеме со песна по многу години. Добро. Песна по многу години. Поеше, земја галеше. Рацин. Беше ден кога се славеше името на сиромашниот грнчар, богат со зборови и пребогат со љубов за целиот свет. Беше ден кога се запрашав, зарем се другите поглаголиви од мене? Каде и кога ми потонаа зборовите како вода во река понорница? Течеа тие некогаш по каменото корито на мојата душа и ме поеја со радост. Не секнала богатата река од зборови. Уште клокути во мојава душа богатиот извор на слова, неизречени, недоречени, неочовечени. Само и телово и душава се некогаш преморени, во сомнежи претворени, со прашања недобро и повторени. Дали сум доволно достојна на мегдан со зборот да излезам? Оти многу лажни јунаци за борба со него се појавија, а и мегданот е чуден. И зборовите вистински на лажните предности им дадоа. Па и јас сум се сменила, долги песни не поев, а еве ме сега разглаголена, запоена, крајна песнава, не умеам да и најдам. Дали оти долго не поев, или зашто има многу вистини за кажување. Прекрасно. Професорке, што ве прави, што е автентично во вашата поезија? Што сметате дека ве издвојува од можеби стилот? Стилот, обидот да внесам во својата поезија колку што може поголем број на зборови кои што се наши изворни македонски и за кои што често ми се случувало дури и да ме прашаат што значат, или некој да изреагира, леле, од кога не сум го слушнала тој збор, а го сретна во вашата песна, подзаборавени наши нели зборови. И она што мислам дека е препознатливо, а тоа е дека сум јас во песните јас. Не се обидувам да се представам како некоја друга. Мислам дека токму таа автентичност, да се каже некогаш можеби и метафорично, некогаш можеби и подиректно она што се чувствува,
е можеби најдобрата одлика и на мојата, па мислам и на сечија поезија. Една од промотурките на книгата, Виолета Танчева Златева, ќе напише, вели, првата песна во стихозбирката, песна по многу години, е запис на почетокот на будењето през свртница, после која веќе ништо не стои на патот кон новите стихови. Токму така беше, да. Песна по многу години беше она што беше, да, потенцијалната, да речем, идеја дека не треба да се, да, през свртница, дека не треба да се застане тука, баш дека не треба. Вие не застанувате тука, меѓу копнежот и сонот ќе го дадеме целото внимание кое што ќе си го заслужи, меѓутоа се крчкали нешто ново, се спремали нешто ново. Кажавте можеби ќе не почестите и со прозно дело, па што да очекуваме? Можеби на почетокот и уште една поетска книга, а мислам дека сепак прозата бара малку повеќе работа во секој случај, затоа што поезијата е миг. Поезијата е, според мене, или онака како што јас ја пишувам, или онака како што јас ја чувствувам, е всушност емоција ставена во некаква зборовна рамка. Така, извор од душата. Буквално во моментот се излева. Например, во мојот храм е песна која што е носена во мене добри 15 години. А се излеа буквално одеднаш. Почувствував дека треба да ја седнам и да ја напишам и се создаде одеднаш во некои 15 на 20 минути, нормално потоа се работеше и се дотеруваше, што е сосем логично. А сепак прозата мислам дека бара малку повеќе работа, повеќе дотерување, но и не мора да значи. Сега можеби следно пак би било уште една збирка поезија, а потоа ќе видиме сигурно дека паралелно ќе работам и на прозни записи. Ќе ви посакам успех, несомнено дека ќе се случи сето тоа, ќе ви посакам и добро здравје. Што е следно, кои се следните активности на агендата, можеби некој настан токму со издавачката куќа збор ќе ни најавите? Што ќе се случува ова лето? Ова лето се уште не ни е, можеби со издавачката куќа збор дефинирана агендата. Јас морам уште еднаш претходно, нели, вие веќе ја спомнавте, но и еве благодарности од мене за Емилија што застана зад мене и што ми беше ветер во грб и нели рече, ама ние тоа сето ќе го направиме, не е никаков проблем. И навистина дојдовме до финалниот резултат, успеавме на крајот, нели, оваа прекрасна книга да ја заедно да создадеме, јас во поетската, а во техничка и останата смисла на зборот. Да не заборавиме благодарности до Министерството за култура, затоа што самиот ракопис беше всушност препознаен на годинешниот конкурс на Министерството за култура и беше финансиран во квотата за изданија поддржани од страна на Министерството за култура, што навистина исто така многу ми значи. Каде, да не заборавиме, каде ќе може да си ја најдат нашите гледачи? Во книжарниците, кафе книжарницата збор еве тука во Скопје и во Велес за сега, да, на тие две продажни места. Не сум создала уште можеби можности за продажба онлайн, но можеби треба да размислам и за таа можност. За сега во кафе книжарниците, односно книжарница кафе повеќе се води, книжарница кафе збор може да се најдат примероците. Така, одлично. Многу ви благодарам за издвојното време, многу ви благодарам за овој топол муабет. Јас ви посакувам навистина уште многу успеси како со професорската дејност, така и со оваа пресвртница и овие стихови кои што чинам дека доброва ќе ги читаме од вас. Јас овде би завршила со поезија, нека биде овој пат по ваш избор. Души храмови. Во некои души се влегува тивко и набожно, како во храм, со чиста мисла, со чисто срце. Пред во нив да влезеш, душата своја да исчистиш треба од подла злоба, од погубно его, од завист,
Од љубомора што врз сјајот неизин пати на пластат, та не сјае таа со исконска светлост. Во некои души се влегува тивко и набожно, како во храм. Но пред во нив да влезеш, не носи со себе горчини и јанзи и болки дамни што душа ти трошат. И не носи со себе сомнежи и тајни и стравови дамни што потај умроват. Зашто во тие души се влегува лесен, без бремето што врз душата тежи, без сомнежот што низ умот се штука, без стравот што во срце се гнезди. Зашто само така право ќе имаш да ги отвориш дверите на душата чиста, за таму да влезеш, за место да најдеш, каде и твојата душа ќе се смири, каде спокој од неспокојот ќе најде, каде мирна и блажена ќе се стутка, каде крајот на бурите своји ќе го најде и во тивок пристан ќе се смири.